civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Не доволно често се вклучени младите во медиумите. Општо нашето општество, па и медиумите се малку затруени само со политика и се време само тоа. А младите може да се опфатат само од некои одредени организации, како МОФ или некои други кои што занимаваат. Единствено кога има некоја промена на некој закон за млади или нешто, само тогаш се опфатени младите. А не многу често не се среќаваме со теми кои што ги засегаат. А мислам дека, како што спомнавме, не само за време на корона, значи младите имали претходно многу проблеми како и целото општество, а мислам дека најголем проблем за младите се финансиите. Значи ако сакаат они да имаат добро образование, здравство или право на животна средина, мораш да имаш доволно финансии. А на младите тоа не многу им се дозволува, бидејќи, како што спомна и Стефан, имаме голема стапка на невработеност на млади, немаат премногу опции за работа и така. Во однос на образованието, кој што го имаат младите, особено можам да зборувам за моите студии, дека бев студент на правниот факултет по новинарство, не само за време на пандемија и претходно имале премногу проблеми во однос на немање на доволно пракса за новинарите, учење на тотално непотребни можеби предмети новинарите. Така да мислам дека целиот тој концепт на тоа образование треба да се промени можеби, да се даде малку поголемо значење на оние други студенти на што се на правен факултет, не се само правници или на политички студии, да имаат доволно пракса и потоа да имаат можност да се вработуваат, да може да влезат во некои, не знам, медиумски куќи поголеми, да им се даде можност да се изразуваат и подоцна да се вработат. Исто и за тоа многу е мала заинтересираноста на тие новинари, на тие уредници за млади новинари. Не знам, како млад новинар, не знам, тоа спомнавме преска, не знам до кога више. Многу е тешко да најдеш веројатно работа, не знам од која причина, но нели, не се премногу заинтересирани воопшто, мислам, целото општество за младите, затоа и мислам дека се наоѓаме таму каде што сме. Тоа мислам, не само со младите, мислам, многу луѓе не зборуваат, веројатно бидејќи внимаваат што ќе кажат. Се плашат утре да не ги види некој на телевизија или некој медиум што си кажал, бидејќи секогаш имаме кај нас кој да те види ќе ти стави некоја етикета дека ти си од оваа партија или оваа партија, не може да бидеш ти независен, нели? И затоа мислам дека премногу внимаваат што кажуваат, се плашат, не сакаат младите, отруени се од политика, како што спомнав, можеби не сакаат да зборуваат за тоа, до некаде ги разбирам, од друга страна мора и да се зборува за одредени проблеми за да се реши. Па, мислам дека одреден период имаше доста луѓе кои беа заинтересирани за тој проект и да учествуваат во некои, да раскажуваат некои приказни или некои проблеми со кои се соочуваат. А во однос на медиумската писменост, мислам дека се уште не се доволно запознаени ни младите. Медиумската писменост треба да влезе во образовниот процес, ама мислам дека не се доволно запознаени ни што значи медиумска писменост, ни младите, затоа и се премногу не се отпорни на дезинформации кои што ги гледаат на интернет или на некои одредени медиуми на кои што се појавуваат. Така да не знам што. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.